Еве денеска сме тука да дадеме поддршка на овие работници кои што останале без плата, без работа. Токму поради манипулација на капиталот кој што се случува секојдневно во нашата држава. Ние впрочем и како КСС непрекинато збориме овие години и направивме низа протести за да го спречиме таа злоупотреба на трудот и злоупотребата на работникот. Тука сме денеска да даваме поддршка и на Гласен текстилец кој што е еден борец за работничките права и помага на сите овие работници кои се обесправени во приватниот сектор, каде што поради неравноправноста на поделбата на капиталот и не спроведување на еден баланс, имаме злоупотреба на работникот. Тоа што трудовиот инспекторат излегол на терен и ги поништил решенијата, а после тоа е формирана нова фирма, бараме од институциите на системот кои што секојдневно ги повикуваме како Конфедерација на слободни синдикати да излезат и да постапат по тој предмет, затоа што Гласен текстилец јасно и гласно кажува, значи со докази и преку решенијата на трудовиот инспекторат и преку решенијата од Централен регистар дека оваа фирма и овие работници се сериозно злоупотребени и институциите на системот треба да ги заштити. Се доека се случува дозволување на ваква злоупотреба на работникот, ние не можеме да имаме европска измена и просперитет на државата. Треба да кажеме стоп, доста е, треба да им кажеме дека претераа и дека треба да еднаш за секогаш да се стави крај и да се отпочне со почитување на трудот. Без почитување на трудот, без почитување на работникот немаме просперитет. Кој треба да ги гони? Законот им дава ваква можност, не е нешто незаконски направено. Кој треба да ги гоне? Законот не знаеме дали дава таква можност, значи капиталот во иста просторија со исти работници треба да се дојдат институциите и да си го проверат тоа како е направено и на кој начин е направено. Значи капиталот не може така лесно да се префрла од една на друга фирма, треба да се има трага на парите, трагата на парите знаеме дека институциите можат да ја направат и можат да си ја откријат каква злоупотреба е направено на работничките кои што се денеска тука. Кои институции треба овде да влезе? Па сигурно треба да влезе и финансова полиција и треба подопрен глас и јавното обвинителство да оствори истрага да видиме што се случувало во оваа фирма и зашто овие работници останале без работа, а дел од работниците се вработени во иста фирма, но во исти објект. Ама и без пари уплитавал пари. И тоа што не им се исплатени парите, значи на работниците, платите, додатоци на плати, тоа е све злоупотреба на системот и тоа се све кривични дела за кои што треба да се одговара. Еве ги повикуваме институциите, јавното обвинителство, финансова полиција да се постапат под допрен глас и да влезат да направат истрага зашто овие работнички се оставени без личен доход толку време.